Може. Марче, спремни сме? Спремни сме. Дејан, спремен си? Секогаш сум спремен јас. Се надевам дека и вие сте спремни. Јас сум спремна, ме спреми Октај, се облеков во Манго и мислам дека може да започнеме со новата епизода, пак и збор 2 за почеток. Збор 2 за почеток. Доволно, почнуваме. Хајде. Мене не ми спреми никој. Вака, Бербер, уствари имам Бербер да си го поздравам Берберот. Ето така, можеш. Може да си го поздравам. Добре, јас ти ставив Барбер. поздрав. Да, ти ме спреми уствари. Ето, А Реплей ме спреми во облеката, така да може да почнеме. одлично изгледаш. Да, фала и ти си супер девојче. Фала. Може да почнеме. Првото прашање вика: дали здравата храна е најсигурна опција за долговечност и стабилно здравје? Има ли научни студии за ова? И што највеќе влијае врз животниот век? Па нема ништо што е фиксно едно и единствено за долговечноста. Има многу фактори. Нели, за да се случи еден долг век, прво треба да сме при здрав разум, да размислуваме, да немаме стрес, да имаме здрави навики. Многу фактори се земени у предвид. Самата, кога ќе видиме во колку канцероген свет живееме, колку и да јадеме перфектно здраво, можеме да си отидеме од светов поради друг фактор. Пример, воздух. Нали, воздухот може многу повеќе да ни наштети отколку што храната да ни даде долговечност. Алкохол, пороци, наркотици, самиот стресен живот што го живееме може да ни влијае многу повеќе на долговечноста отколку што храната може да не опорави. Дури и да јадеме перфектно, дури да јадеме најздраво, бидејќи прашањето е со здрава храна колку можеме да живееме долго, така? Дали е најсигурна опција за долговечност? Па Тоа е една од опциите. Една од опциите, иако има нормално клинички студии дека храната премногу влијае врз квалитетот на живот и врз долготрајноста на животот, али премногу има други дистракции, премногу други реакции од други нешта. Чисти пример еве ќе земеме дека при здрава храна, со најздравата храна, можеме да се гоиме, да се здебелиме, нели? Ако јадеме најздраво, а јадеме по 5000 калории на ден, и тоа не е сигурност и гаранција дека ќе успееме да стигнеме до 95 годишна возраст. Некако многу работи се вклучени, не можеме само едно. И генетиката? Тоа сакав да кажам, значи загаденоста, еве ќе кажеме за Скопје и за Македонија, загаденоста е ниво. Доминираме бару тоа во светот, за жал. Да. Имаме доминација некоја. Тоа може да не убие самиот стрес, недоволно менаџирање и сфрлање на стрес, неактивност. Така да здравата храна е една од 10 најважни причини, али не може да доминира. Тоа е лошото што не може да доминира, бидејќи стресот може да не унакази, буквално да не преполови. А генетиката има исто удел, оние генетски болести што ги носиме и дали ги активираме, зависат од и од загаденоста, и од храната, и од стресот. Така да наше е да јадеме здраво, перфектно, да спортуваме. Сега другото е и на Господ, тука има и Господова вмешаност. Што ќе кажеш ти на тема? Како планираш да живееш до 95 години? Па јас се слагам со тебе и би рекла дека многу поважно е како живееме, него колку живееме, што не значи дека не треба да стремиме кон подолг живот, нели? Но треба да стремиме кон здрав живот, почнувајќи, нели, со исхрана, физичка активност, она што ние константно го збориме секоја емисија и ќе продолжиме да го збориме. Втор, да, би го рекла, би кажала исто стресот. Има како јас се променив од таа гледна точка. Значи, без разлика што не се случува, има ситуации каде што најчесто ние си го предизвикуваме стресот, свесно или несвесно, најчесто е несвесно, и треба да внимаваме и да контролираме мисли, каде ни одат нашите мисли, дали нашите грижи се реални или фикција. А доколку има причина за одреден стрес, за одредена ситуација, мора да внимаваме, односно да се фокусираме дали таа ситуација може да се промени и ако зависи од нас да ја промениме, а ако не зависи од нас да ја прифатиме. Затоа што ние не можеме да влијаеме што се случува околу нас, но може да влијаеме како ние реагираме на одредена ситуација и колку што можеме да го сузбиеме, да кажам, тој стрес. Значи да внимаваме на нашите реакции, како реагираме на одреден стрес, затоа што навистина сметам дека стресот влијае и те како.
Апсолутно. и психолошки, а подоцна нели и физички. Едно со друго не јас никогаш не ги делам. Физичкото тело и нашата психолошка состојба. Да, се што мислиме, нели, се префрва и искажува на физичко ниво. Ние не сме свесни колку влијаат мислите. Во денешно време многу се збори за тие теми и драго ми е што се збори. Се надевам дека во некоја следна емисија ќе имаме и таков гостин, затоа што треба што почесто да се едуцираме, да учиме и не само да се едуцираме и да учиме, него и да применуваме. Затоа што само применетото, нели, знаење е валидно и има тежина, има вредност. Се друго е само информација, како што кажав пред. Да. Вете, самите негативни мисли реагираат врз хормонална слика, самите хормонални бројки, дали се супресирани или зголемени или уништени, реагираат врз физичкото тело, врз емоционалната состојба, така да се почне од мислата. Абсолютно. Колку перфектно и да јадеме, ако лошо размислуваме или сме преполни со канцерогени мисли или се дружиме со токсични луѓе, со лоша негативна енергија, некако здравата храна паѓа во сенка. И тука уште еден битен фактор, да не го забораваме, важен фактор е зрачењето. Живееме во предобра дигитална ера, која што ни носи многу бенефити, комуникацијски можности, подкасти, телевизија, се рутери, самите рутери дома и телефони, малце се зборат овие теми. Самите рутери, телефони реално мора на некој начин да не го кратат нашето здравје и нашиот живот и долговечност. За жал, тоа е една од причините што човек во село живее стварно поздраво, без стрес, со помалку зрачење. Додуша сега и во село имаат рутери и телефони. Да, ма јас би се надоврзала. Ама имаат многу детокс на мисли, па таму и допир со природа и животни, што намалува на амортизира штета. Многу сме некако исклучени, дисконектирани од природата. Многу сме. Многу, а ние сме дел од природата. Се повеќе сме дисконектирани и уште нешто многу важно како фактор е зрачењето, меѓутоа зрачењето до ние бомбардирање, војни, бомби, ќе ги земи тие нуклеарни централи. Многу земји кои што имаат здрав менталитет и здрав стил на живот, луѓето патат од канцер предизвикан од нуклеарни зрачења. Еве да земеме Украина, Хирошима, Нагасаки, Јапонија, многу земји имаат многу голем број на канцерогени случаеви, а поднебјето им е спортско, јадат здраво, така да многу фактори се вклучени тука. Се согласувам. Реално на оваа тема може да збориме. Да, многу ми е важно што ќе каже господинот Владо, кој што ни е следен гостин. Владо е генетичар и многу добро ќе ги опише овие теми и одвај чекам да слушнам во врска со долговечност, генетика и колку влијае генетиката и дали може на тема епигенетика, колку може да се влијае и да се промени тој ДНК код со нашиот убав стил на живот. Колку може да влијае. Така да, тоа е тоа. Баш пишете ни коментари што мислите вие на темава и какви примери имате да опишете. Ме интересира. За луѓе кои што живееле здраво, тренирале, спортувале, меѓутоа ние сме сведоци на такви прерано заминале од овој свет. И што од овие работи што ги набројавме сега, сметате дека ви е лоша навика или дека не обрнувате внимание и ви штети нормално за здравјето и долговечноста? Може точно, да колешке, може. Велите саат време во денот за себе, за пешачење или тренинг. А што ако немаме време ни за тоа? Не се сложувам со ова, без разлика кој го пишал, значи онака ни 1%. Приоритет мора да сме во се. Тоа не е нарцисоидност, тоа е грижа за себе, затоа што ако не сме добри сами со себе, не можеме да бидеме добри кон никого. Како беше тоа во авион? Прво маската на себе, па на детето. Да, така да не може ни една улога. На улога мислам дали е мајка, татко, син, ќерка, значи било која улога, нели да имаме во животот, не може да е поважна од нас самите. Значи мора да се најде од 24 часа, 1 час за себе. Не може да ми каже некој дека нема, апсолутно не е поважно ни од работата, ни од обврските, апсолутно од ништо. Дури да има такви случаеви, барем 3 до 4 пати неделно сигурно дека има време. Тоа се некои 12 до 16 сати месечно. Колку време поминуваме на телефон? Колку време поминуваме во кафе пиење?
Тоа прво сега ќе го кажам со телефонот. Да. Многу луѓе кои што ми го кажале истово, да сме поставиле прашање или констатирале дека навистина немаат време и тврдат дека немаат време. Јас си верувам дека немаат време, бидејќи не го воспоставиле приоритетот како што треба. Дале акцент на друг приоритет кој што не треба да е приоритет, треба да е на секундарно или терцијално ниво. Или да не постои. Или порок кој што не треба ни да го мисли тој таа опција. Например, кај таквите луѓе многу често им викам дај телефонот уклучи да видам screen time, да видиме колку гледаш на TikTok, колку часа, колку на Instagram, колку на YouTube. Не викам да не се користат социјалните мрежи, нели? Али да се користат правилно и по одредено време. Например, мора да се гледа подкастов на YouTube. Тоа е добро потрошено време. Али многу луѓе што користат 4-5 часа на ден социјални мрежи викаат дека немаат време. Ако навистина не одвоиле време еден час, како што вика човекот, не ми текна кој постави прашање, тогаш треба да се запраша каде навистина во животот ја погрешил работата. Бидејќи ако сме дојдени поради кариера или поради ноќен живот или што и да е, или хоби, да немаме време за себе, значи најверојатно сме во некој погрешен тунел. Мораме да излеземе од тој. Среќата, како што кажаме во некоја претходна епизода, среќата не е само во бројките и парите. Финалната среќа, за жал покасно тоа го сваќаме во животот, финалната среќа е некако во мирот и во времето за себе, во спокојот, во она да си дадеш на себе воздишка и да се анализираш себе си до кај да застанеш. Да се погледнеш во огледало. Една од причините за долговечност. Се надоврзуваме на претходното. Да, спокојот и време мирот. за себе. Да, ако не си одвоиш за себе, па за што? За јахтата, за телефонот, за новото, не знам, Lamborghini, дури да си го достигнал тој левел на таква скапа кола, брзо се презаситуваме од материјалните нешта. А од спокојот не можеш да се презаситиш од спокој. Замисли некој да каже: "Еј, доста ми е мир и спокој." Као не ми треба. Секогаш треба мир и спокој и време за себе. А од пара реално хеликоптер да купиш еден ден ќе ти стане рутина и нормално, не можеш да му се радуваш вечно. А на кученце можеш да му се радуваш вечно и на време за себе. Така да мора да се вратиме некако 2000 години назад, може да се посветиме на вистинските вредности, а дека постојат зафатени луѓе кои што стварно и им е кнап сето тоа, да, меѓутоа да се запрашаме зашто ја бркаме таа кариера. Зашто? За да имаме пари и еден ден да имаме време за нас. Епа, одвојте си време од старт, намалете на амбициозноста. Ова го зборам и за мене. Нема тука хейт, нема упатување прско никого. Почнувам од себе. Ја долги години бев заглавен и тогаш тренирав. И спортував, меѓутоа мене ми е работа. И ги разбирам тие луѓе што не знаат како да го сетираат времето у денот и се заглавени во некое брдо од обрски, две работни позиции, дете, фирма, и стварно е тешко некогаш, меѓутоа секогаш решението е време за себе, макар и еден час на ден. Не мора да е тоа класичен тренинг, бидејќи нели, за да стигнеш до теретана ти треба можеби за неколку пола час, па враќање, туширање, може и 3 часа ќе му одземе. Доволно еден час пешачење, бидејќи прашањето е пешачење. За пешачење нема изговор. Па макар и пешки да идеме на работа, тоа е една од опциите. Користи точак или не електричен, него обичен за да вртиш, користи точак или пешадија, нема нешто подобро. Се согласувам. Нема изговор. Не може да имаме време за работа, да имаме време за дружби, за сега да немаме време сами за себе. Сметам дека треба да сме приоритет. Апсолутно. И ете, ако не знам, сакаме како што спомнати дали овој подкаст или било што, може да се стават слушалки и што сака да слушаат или да се едуцираат на интернет и додека тоа трае. Не мора да е сат, нека е 40 минути. Апсолутно. Баш и со Ивана Хадживанова, повторно ќе спомнам, на нашата епизода спомнав, а и претходно кога зборев со неа приватно, спомнав дека мојот, не знам дали да ја наречам депресија или мојата анксиозност потекнуваше од немање време за мене. Долго време нема време за себе да се погледнам во огледало, да видам што правам, како сум, докај сум, и тоа ми правеше немир и од тука ми произлегуваше мојата нервоза и стрес. Така да време за себе најквалитетното нешто. Идеме следно. Ајде, може. Малце подолго следново прашање. Вика: имав програма од нутриционист, вкусна и разновидна, меѓутоа брзо ми станува монотона и сакам да излезам од таа програма и да јадам благо. Инаку ми опаѓа расположението и сум депресивна. Како да ја сопрам таа глад и желба за забранети намирници? Ми фали мотивација. Да, гледај ги сите епизоди на Пак играм подкаст, ќе дознаеш како.
Толку одговорено, идеме Толку следно. иде. Сите така ќе ги одговориме на брзинка за 2 минути бидејќи се брзаме. Не чека Марче. Па да, знаеш, и ова е некако поврзано со претходните, некако како луѓе, пак ќе кажам немам вперен впрс и хейт кон никого, и за себе ова важи, некако би рекол да вежбаме сите благодарност. Зошто? Забораваме во колку предобра, разновидна, дигитална, современа ера живееме, во која што имаме толку предобри, комплексни, убави јадења, имаме замена за junk food, имаме протеински чоколадца, имаме со еден клик да кликнеме да ни донесат од дома храна. Буквално за 20 минути имаш оброк, имаме здрави намирници, имаме превкусен пијалок кој што нема шеќери, можеш да го користиш за време на диета, а прито е вкусен, прво на пример за да ги задоволиме нашите потреби жед да задоволиме, морало да пиеме сок кој што е газиран и со многу шеќери. Сега имаме многу опции. Или на растварање, кога бевме. Или на растварање, кој што биле жив канцер, кој што имало. Шеќер растоп. Ама ете, така ќе ги скротиме тие апетити за сок, пример, или за благо. Сега имаме милион опции. Имаме протеински барови, имаме протеински сладолед, имаме тука ние ќе го најдеме, значи него протеин ајскрим. Нутришейк имаме, разни вкусови. Да, имаш суплементи со вкус, ако не кеш да пиеш као неутрални или монотони, ако ти се диет шејкови, се имаме, и да се вратиме исто, пак ќе кажам, неколку илјади години наназад, зошто да сме благодарни. Луѓето порано и денеска, а и порано немале да јадат ниту еден оброк од денот. А ние сега, како што кажува човекот или жената, ние сега, она јаде неколку оброци од денот, од нутриционист, вкусни и биле, меѓутоа сака да излезе од програмата. Ние сме многу, како генерација, размазени, аздисани, што би рекле. Многу сакаме, дури да ни дадат уште 10 други опции, ние ќе го бараме забранетото овоше. Таков ни е допаминот. Окото ни е алчно, ненаситно, насите нас, и ете и со материјалното, ќе купиме нова кола, за 2 месеци сакаш некоја нова излегла, исто и со телефонија. Така да мора да вежбаме благодарност и да сватиме дека живееме во прекрасна, комфортна, современа доба, и мора да се помириме дека имаме многу голем избор и палета на оброци. Не треба да гледаме нешто што е позади нас. Бидејќи еве ние сме дел од АКТ фондацијата, тоа е АЦТ организација. Баш некој епизода сакам повеќе да збориме за АКТ. Таму можеме да видиме секојдневно луѓе кои што немаат воопшто ниту еден оброк и доаѓаат, ние споделуваме со нив храна, доаѓаат и ги гледаме тие дечиња и постари луѓе кои што се многу благодарни што примаат еден оброк во денот, еднаш до 2 пати неделно. И преку таа среќа на тие дечиња и таа благодарност од ситни мали работи, ние учиме колку треба да ги цениме поголемите нешта што ги имаме. Така да се вратиме од тамо да почнеме, а потоа не знам, пред се вежбање благодарност. Ќе се навратиме и на претходново прашање, нели, да многу е важно какви ни се мислите. Да. Ова кога го кажав тоа, мислев и на ова конкретно. Зашто јадеме ние? За забава, за разновидност, значи имаме ние многу други работи што да правиме за забава. Зашто се храниме? Зашто јадеме? За да се нахраниме, така? Не е само гладта да ни се регенерира клетките, да ни се нахранат органите, мозокот. Значи, ако главната цел ни е тоа, тогаш ќе бираме што јадеме. И ќе ги задоволиме потребите на телото, а не на мозокот. Не на окото. Или на окото. Или на допаминот. Да. Затоа што и тој допамин што го доживуваме низ храната, го доживуваме многу кратко. 5, 10, 15 минути нека биде, додека ете го готвиме, на пример. Да го мирисаме или го гледаме, да. Да, значи тоа е кратко. Што после тоа? И да, се согласувам со тој момент дека не ја цениме храната, ја имаме во изобилство, многу често ја фрламе храната, купуваме или готвиме храна од око, само да има повеќе, тоа не храни, фрламе многу храна, а од друга страна, да, како што кажа, има луѓе кои што едвај доаѓа до еден оброк во денот, и да, низ АКТ организацијата каде што делиме храна за бездомни луѓе и гладни луѓе, барем еве јас лично, а знам дека и сите останати волонтери кои што волонтираме таму, сваќаме како изгледа кога човек едвај стигнува до еден оброк. Језиво голем е бројот на тие луѓе. Огромен е бројот. Не знаеме колку кафе додека не дојдеме на една акција.
Ве Апсолутно. повикувам да дојдете да волонтирате, бидејќи потребни ни се волонтери во Акт фондацијата. Пишете ни слободно на YouTube или на социјалните мрежи, ќе ви кажеме насоки како може да се вклучите. И таму гледаме колку всушност општо во светов пола свет гладува, пола свет се прејадува. Некако немаме баланс. Можеме да видиме по all inclusive хотелите во Турција и во Египет дека масовно се ставаат масивно оброци кои што не се ни јадат ни 10%. Паста, Окото само да пита, е полно. да, само окото да гледа многу храна, допаминот да извира, да тече онака низ очи, и тука сме задоволни и гледам дека ги оставаат, буквално по едно пробуваат и ги фрлаат, тоа е многу брутално кон оние кои што се гладни. Така да мораме баланс и мораме благодарност. А како што кажав денеска, бидејќи јас сум не сум многу стар, меѓутоа видов транзицијата ја направив од старата, да кажам, фитнес доба у Македонија, во која што прво сме биле соиромашни со информации, не сме знаеле како што да јадеме, второ и да сме знаеле, сме немале вакви намирници како сега. Сме немале вакви сладоледи, пијачки, sugar free нешта. Сме мислеле дека треба да јадеме остич и зелка. И тие диети биле брутални. Во тие диети сме морале да употребуваме самоконтрола, стегање, па и ни донело нека траума. Тоа траело со години. Сега, со ова знаење и со овие намирници прекрасни, влагате у маркети, купувате протеински, овошни пудинзи и се е така лесно. Така да, како што каже ти, така е 10 од 10. Бидејќи ме прекина, не ја довршив мислата, сакав да кажам кога сме на тој момент за благодарност, низ тие акции, уствари јас станувам многу поблагодарна затоа што сваќам што се имам. И во тие моменти кога се нешто ми фали, се нешто сакам плюс, па не знам, па досадно ми е. После секоја акција уствари сваќам дека ја имам се. Нормално дека секогаш, ако некој сами рече мене сакаш $1 милион, нормално да ќе кажам да, нели? Ама да стремам кон тоа или тоа да ме фрустрира, апсолутно не. Затоа што преку благодарноста, кога сме благодарни за она што го имаме, ние се потсеќаме што имаме, бидејќи забораваме. Забораваме дека имаме покрив над главата, вода. Забораваме дека имаме вода, забораваме дека имаме каде да спиеме, каде да се избањаме. Значи, оние најосновни потреби нас не се исполнет. Имаме во текот на денот 3 оброци, имаме суплементи, имаме се и ние се губиме. И вака кога ќе прочитам како сега оваа девојка што пишала дека значи она има пари да си плати нутриционист. Така? Ако и дал нутриционистот богато мени, значи она може да си го дозволи тоа мени и бара нешто плюс. А што е тоа? Значи ако ние бараме секогаш има плюс и плюс. Како беше твојот сон, со кого сакаш да те заменам? Да. Не да Боже се вратиме во животот 5 чекори назад, ќе сватиме што сме имали. Или кога ќе изгубиме некого, сваќаме колку ни значи. Апсолутно. Така да треба да се стремиме кон подобро здравје пред се. На претходното прашање постана долговечност и да сме благодарни за тоа што го имаме. Дефинитивно. Следно прашање. Многу тренери велат различно. Некои дека е најдобро да се прават 5-6 серии по вежба, а некои 1 до 2 со максимум работни серии. Што е правилно за хипертрофија? Па да, има многу поделени мислења на темава, многу тренери мислат едно, други мислат друго. Научните студии кажуваат друго и праксата кажува сосема друго. Може и на тој начин да се стигне до истата цел. Нема само една патека до резултатот и до целта. Прво што е хипертрофија, значи имаме миофибрилна и саркоплазматска хипертрофија. Која е разликата пред било што да кажеш? Објасни. Па пример, миофибрилна хипертрофија можеме да стимулираме и да извадиме со повторување од 1 до 5 повторувања, со некоја по-екстремна килажа, која што ни е претешка, и едва и можеме збориме за вежбање до отказ. И таа збориме за човек изграден, кој што има mind muscle конекција, комуникација што викаат помеѓу мускулот и мозокот, знае што прави, тренира, има фокус, не скролва по телефон, зборам за сериозни изградени вежбачи. Значи миофибрилна е онаа која што до отказ ја вежбаме од 1 до 4-5 повторувања максимум и не можеме да изведеме веќе 600. Толку, до отказ, буквално буткаме. Тоа значи дека веќе второто, третото повторување веќе е тешко. Од првото, од старт е тешко, меѓутоа можеме да изведеме. Да. Фактички тоа значи дека во превод дека немаме во резерва ниту едно останато. Сме ги завршиле сите можни се сме дале за силата да извадиме 100%. Нема во резерва.
Саркоплазматска е онаа 8, 12, 14 повторување. Значи, над 8 повторување, што значи дека и таа треба да биде тешка, и таа треба да биде ударна до отказ, меѓутоа првите 2, 3, 4 идат малку полесно, и веќе од 8-та, 9-та се кочат раце, се тресат буквално се што и да вежбаме, дали се чучневи, нели со нозе. Едната е фокусирана на миофибри, а другата на саркоплазми во мускулите. Тие се слични, меѓутоа различни. Како што кажав, двете се до отказ и со двете можеме да постигнеме. Меѓутоа, миофибрилната повеќе ја разгорува и ја расте силата во нас, а не толку обемот на мускулите и квалитетот. А саркоплазматската повеќе ни дава волумен, отечен изглед, густина на мускулите и саркоплазмите прават да изгледаме по-топчесто, по-3D. Микс и спој од двете комбинации е идеално да си и силен и да изгледаш мускулесто. Јас тренирам на двата начини, односно имам серии кај што вежам таков тренинг и имам серии кај што фаќам саркоплазматска хипертрофија. Значи тоа се во различни тренинзи. Не е на пример првата вежба таква, а втората таква. Значи тоа е тренинг, цел тренинг различен. Да, пример, вторник гради правам еден тип на хипертрофија, во сабота карикирам после 4-5 дена, нели, треба опоравок, одмор на таа мускулна партија, правам миофибрилна. И комбинација од двете е одлично, бидејќи не можеш да ја зголемиш многу силата ако правиш само саркоплазматска. Поврзани се. Меѓутоа еден тип на спортисти вежбаат исклучиво вежби за експлозивност, вежбаат едните миофибрилни хипертрофии, другите повеќе повторување. Се зависи што бара спортот, дали бара издржливост или сила, или двете, или хипертрофија, дали бара обем на мускулите, или моментална сила, или долготрајна маратонска сила, или енергија. Различно е, али можеме да го постигнеме со двете, меѓутоа самиот волумен и број на повторувања, број на серии, не ни кажува ништо, се додека немаме сериозна стимулација до отказ. Фактички, само интензитетот е гаранција дека ќе напредуваме. Дали ќе биде преку првата или втората опција, има улога, меѓутоа интензитетот е најбитен. Зошто? Бидејќи има еден тип на тренинг што е многу активен и популарен на социјалните мрежи, тоа е heavy duty тренинг, и е одличен, меѓутоа одличен е само за изградени атлети кои што точно кога ќе влезат во теретана тие 60 минути точно знаат што прават. Опиши го само тој тренинг да знаеме за што збориш. Да, колку дишат и што прават. Heavy duty, на пример, тоа се работи за една серија на оддадена вежба. Пример, за бенч, така беше прашање, средина на гради, вежбам само една серија, тоа е heavy duty. Некои прават и две, еве да кажеме една. И фактички целиот мој резултат и ефект е остварен на една серија. Значи, јас се ми зависи од таа серија. Морам да легнам на бенчот со максимален фокус, да бутнам и да извадам максимум. Немам втора шанса за успех. Тука ми е сега моментот да го искористам максималниот ефорт, сила. Ако не употребиш таа сила 100%, немаш втора шанса. Некако тоа е како со пикадо со една стрелка. Ако ја утнеш, чекаш следната недела. Значи, хипертрофија не се случува кога само една серија ќе направиме со некоја максимум килаж. Да, се случува. Имаме тука стимулација на миофибри, меѓутоа ако го изведеме перфектно тој сет. Дори може да е дроп сет со опаѓање. Буткаш една килажа 5 пати, вадиш килажа, олеснуваш, буткаш и тоа е опција супер. Додека на пример исто така и тоа не е гаранција за успех, со еден број на серии 5 повторување пример, исто така не е гаранција ни 6 серии. Зошто? Бидејќи можеме да направиме и 8 серии, да го прегореме мускулот, да се премориме, а да не сме создале причина и тригер за хипертрофија. Тоа се случува кога нема да вметнеме, да дадеме интензитет. Пример, сите 6 серии се лабави, скролаш на телефон, зборуваш многу, немаш фокус, не си баш влезен емотивно, енергетски во самиот тренинг, многу правиш пауза од серија до серија и некако сите 6 серии може да поминат со нула ефект, со нула причина за раст, за хипертрофија, за опоравок и натака следните чекори. Така може да се одржува само некоја мускулатура. Да, тоа го прават рекреативци, знаеш, многу луѓе сигурно се сретнала. Што е сосема окей ако целта е само да сме физички активни, апсолутно. Да, има луѓе кои што 10 години тренираат, а немаат резултати. Некои се обвинуваат дека немаат генетика, некои се обвинуваат тренерот им дал лоша насока. Некои викаат не сум јас за тоа, а фактички некои вика немам суплементи, хемија. Да.
Многу, знаеш, кога ќе направиме некој неуспех долго време, обвинуваме друг фактор. А често пати до нас е. Во ситуацијава е до нас. Ако немаме фокус и силен интензитет до крај, најверојатно нема да имаме никаква промена визуелна, ни па хормонска, ни па физичка. Колку и да користиме и суплементи, па и хемија, едноставно главниот тригер и почеток го немаме. Така да правилен и погрешен е и тој принцип, зависи ние како ќе се однесуваме. Так. Али баш уште ова да завршам, од тие 6 серии, втората опција, 6 серии по вежба може да не изборат да качат кортизол, а да не ни донесат прогрес. Али ако две од тие 6 серии се перфектни со силна стимулација до отказ, тогаш зашто не се другите 4 серии само ќе ни изморат и ќе ни зголемат стапка на опоравок што треба да го пополниме. Треба да спиеме перфектно, да јадеме перфектно. Така да ја би рекол, некој среден број 3 серии се, ако знаеме што правиме, имаме фокус на тренинг, 3 серии се нешто 3 перфектно. серии со 6 до 8 повторувања? Да. Тоа е тоа. Сите да сите сумираме, бидат да тешки. кажеме. Не важи за сите, нели ова, али Не ако може мора за да се сите, сумира, јас така правам. Да. Една имам загревачка 20 повторување која што мора да е лесна и не смее да е до отказ серија. Другите ми се пирамидално, 10, 6, 4 зависи која мускулна партија. Бидејќи нозете си бараат time under tension, значи подолга тензија во подолги секунди во серија, горниот дел помалку, зависи што тренираме. Баш убаво опширно го објасни прашањето. Одлично. Добро. Интересно прашање. Вика, опишете ја вечната дилема, разликата помеѓу бел и кафеав ориз. Освен во бојата, по што друго се разликуваат овие? Да, вечната дилема, баш е вечна дилема. Дали да јадам бел ориз, дали да јадам црн ориз. Многу луѓе што не ослабеле колку што сакаат да ослабат, потоа викаат, јас ке слабев добро, ама сгрешив со оризот, јадев бел. Луѓето се врзуваат за некоја ваква информација и мислат дека тука е само единствениот проблем за нивната стагнација. Да, баш. И со пастата, црна паста, бела паста, што е подобро. Зависи што сакаме да постигнеме. Ако некој сака подобра дигестија и порегулиран глад, понизок глад, да немаш толку апетит, со цел да биде поиздржлива, нели, диетата, да е стабилен гладот, инсулинот, тогаш дефинитивно кафеав ориз. Бидејќи има повеќе фибри, повеќе влакна, подобар е за дигестија, не го крева нагло, не прави скокови на инсулинот, со тоа нема нагли падови, нема јој ефект, не делува лошо врз хормоните за апетит, врз лептин и грелин, и со тоа ни овозможува подолго трајно, поквалитетно и помирно да ја држиме диетата. Да немаме кризи, а знаеме дека тие кризи и стрв, глад, тие три работи ни ја пореметуваат диетата и ни прави да е неуспешна таа диета, дали е 10-неделна или доживотна, многу полесно се одржува со кафеав ориз, пример. Сега тоа не важи ако човек јаде кафеав ориз, меѓутоа вечерта јаде во Макдоналдс, тоа не се важи. Нека не го слуша ова. Не е за него. Збориме за човек кој што стварно се му е, знае што прави, тренинг, храна, опоравок, минерали и суплементи, па сега дали да смени од бел на црн или обратно. Тоа се финеси, виш. Да. А човек, например, кој што сака да јаде ориз веднаш после тренингот, иако е на диета, може комотно да јаде повеќе бел ориз. Зошто? Бидејќи белиот ориз прави поголем врв, онака спајк на инсулинот и веднаш ја врши таа работа после тренинг што треба да ни ја врши витаргото, пример, или декстрозата, или електролитите, иако нема тој бел ориз толку електролити и минерали, али едноставно разлика е во лушпите, во зрното. Белиот ориз побрзо стига до системот и прави, нели, спајк на инсулинот, што не е така лошо. За после тренинг дури и ни годи, со цел инсулинот да го намали кортизолот и да остави простор на аминокиселините внесени преку whey протеинот, да влезат побрзо во тие келии што се тазе напумпани со крв на вежбани. Со тоа ќе има и побрза регенерација. Додека кафеавиот, тоа ќе направи поспоро, што значи нема да го фатиме тој пик со кафеавиот. Али најважно е да се каже дека двете имаат иста или приближна калориска вредност. Што значи од старт дека на диета за слабење многу не ни игра улога. Така да, ако вечно бркаме само гликогемички индекс, што е разликата помеѓу овие двете, ако само тоа го таргетираме цел живот, малци ќе се обсесираме со тие гликогемички индекси. Гледам дека луѓето се обсесирани со тоа, многу луѓе, а не се фокусирани на тоа што јадат од другите оброци и дали го пореметуваат инсулинот од друг фактор. Ние можеме да перфектно да јадеме само
црна паста, црн леп, све црно. Ама друго нешто Да е бело. Да, друго нешто да е бело. Вечер да праеле бело. Сакам да кажам, со многу работи можеме да го расипеме тоа движење на тој индекс. И не е гаранција за слабење. Да, со понизок и помирен инсулин е помирен и апетитот и многу работи се подобри, ама у денот ако јадеме на крај 600 калории плюс суфицит, ова другото пропаѓа во вода. Веќе не ни е телото кога ќе го пресмета тој собраќај на влезни и излезни калории, си вика џабе ми е калорискиот, тоест кафеавиот орис ако сум јадал нутела вечерта. Така да има предности и мани, разликата е мала, меѓутоа би рекол да не се обсесираме со тие детали. Освен оние што дошле до некој низок процент на масти или се спремаат за надпревар, на нив им треба финеси. И тоа како е важно дали е од райс кейкс, од компир или од друго нешто. Или човек кој што има потенцијален диабет во најава, кај него е различно. Да, зборевме за просечни луѓе кои што тренираат и се обидуваат да ослабат. Одлично. Одиме со следно прашање. Вика, тренинг за време на корона или сличен опасен вирус? Да или не? Па не беше толку опасен короната, 3 пати го поминавме. Па нешто најопасно што му се случило на општеството. Се шалам, индивидуално имаше и тешки случаи, стварно тешки слики со корона. Секој вирус, не само со корона, реално. Да. Па дефинитивно треба да одмараме. Дали е тоа корона, како беше делта сој, па омега сој, па дали е тоа свински грип, дефинитивно треба да одмориме. Прво не можеме да бараме баш тие 3 дена, 5 дена резултати. Што значајно би ни се случило доколку вежбаме баш во тие 5 дена додека сме позитивни на некој вирус. Дури напротив може да има штета. Да, почнуваме од тоа дека не можеме, да кажеме и перфектно да извежбаме тие 7 дена, не можеме да направиме некој вау скок во топење на масти или градење на мускули, можеме само да направиме сериозна штета. Бидејќи тие денови има задача имунитетот да го брани телото, да биде прва одбранбена линија од надворешни влијанија, од страни тела, од вируси, инфекции, и таа треба да му биде примарна задача, бидејќи ако направиме ние силна телесна штета, механички стрес од тренингот, треба да сме спремни да се браниме од неа, да ја опоравиме. Тогаш ќе му даеме две улоги на телото. Дали да се брани од вирус, или дали да ни опоравува наша штета, да ни санира мускулна штета која што е луксус у моментов. Не е потребна. Затоа секојаш треба да даеме приоритет. Дури да заздравиме 2-3 дена после завршување на тој ковид тест кој ќе направиме, ни прикажува негативни, не треба веднаш да почнеме со фул темпо. Видовме многу ситуации кај што луѓе не можат да се опорават ни по 2 месеци од корона. Така да шало беше преска тоа извагање. Имаше сериозни телесни слики демолирани после корона. Апсолутно. И не беше за подцен кај некои луѓе, особено луѓе кои што не се спортисти или стари лица со низок имунитет, делуваше фатално лошо. Добро, ние повеќе зборевме за фамата што се дигна, не за точно, самиот вирус. Да, затоа се пошалив, али кај некои луѓе знам имав клиенти маратонци кои што беа во одлична форма, корона ги стигна, силно ги удри, не може да трчаат маратони по 2-3 месеци. Се задишуваа, има проблем со срцето, особено оние што ставија вакцина. Маце, антиреклама за вакцината. Тие што ставија Pfizer, повеќето пријавија сериозни проблеми со срцева работа, кај некои со густина на крв или двете, и не беше за подцен. Така да, дефинитивно тие денови мора да одмараме, да користиме суплементација, особено суплементација што директно ни влијае на имунитетот, како D-витамин, цинк. Можеме да видиме дека сите доктори, дали од СЗО, дали од беа СЗО и контрабанда, и сите типови на доктори, сите категории на лекари препорачува едно исто, D-витамин. Сите едногласно кажа за D-витаминот, ние го имаме во Натура терапија, во Адастра D-витаминот, мислам дека ни е 2000 единици. Да, тоа е одлична доза. Тоа е одлично за на дневна база, за сончеви денови 2000 единици, мислам дека ни е дозата, тоа е супер. Ја суплементирам зимно време 4 до 6000 единици. Не памтам да се разболам јас се додека користам суплементација од ваков тип. Цинк, Д и С, онака прва одбранбена линија на имунитетот. Нормално, храната е тука подлога, без храната се е второстепено и залудно. Но во храната не можеме да најдеме витамин Д.
Има во Така храна да- витамин не, Д, толкава количество да, зборам. толкава доза не можеме Тоа што да не ја потребно. имитираме, да, треба да изедеме 1 тон храна за да достигнеме, али при тоа ќе внесеме 100.000 калории, што имаме друга штета. Така да одмор за време на грип, за време на вирус, малку повеќе пешачење, пешачењето може да ја подобри ситуацијата. Теговите со некое лесно темпо можеби, но не се неопходни. Така да една недела нема да ни смени на процес, а на живот може да ни влијае. Се согласувам. И јас кога имав ковид и не вежбав, пошто тогаш траеше тие 21 ден изолација. Да. И не можев јас и наредните 2 недели да вежбам, поготово после, мислам, ја излегов нели од карантина, памтам. ама немав сила, буквално немав сила шише да отворам. Се задишуваше, памтам. Да, и што е интересно, да сакам да споделам, јас имав тогаш, мислам дека 60 килограми. После ковидот имав исто 60 килограми, но визуелно бев сосема различна. Изгубив многу на мускул, а додадов многу на масти. И со ова сакам да кажам за оние што ја гледаат само вагата, као само уште на кило да ослабам, и доволно е. Тоа сакам да кажам дека уствари вагата не е мерило за добар изглед. Апсолутно. Да, во некои случаи апсолутно согласувам, но не е секогаш, многу е поважно визуелно како изгледаме. Јас сум ги заменила тие килограми што сум изгубила мускул, Да. сум додала масти. Лоша компензација си направила. Да. Дали има и вагата добра. иста. Да. Да, апсолутно. Добро. Инаку сега е баш период на грипови вируси. Пред некој ден влегам у аптека и аптекарката ми вика, сме продале, вика, оваа година рекорден број на ковид тестови периодов. Така да иако не се збори за, не се прави фама околу тоа, има многу грипозни ситуации и корона случаи. Добро, но еве ние даваме одлични совети како да, Да, се да, да. спречи, затоа што ако одржиме висок имунитетот, тогаш секој вирус или грип или што и да е би го поминале многу полесно. Да. Сакам да кажам, прав тајминг е пораката, прашањето. Да, да. Да може следно. Добро, следно прашање вика. Шта да си кажам? Како да зголемам апетит и да зголемам на маса? Едноставно не бива кај мене тоа. Дали морам да тренирам и какви суплементи да пијам? Па гледаш во вториот дел на прашањето, вика дали морам да тренирам, фактички не тренира. Без тренинг, односно без како што кажа претходно, причина да му дадеме на телото да предизвика хипертрофија, ако нема услови за хипертрофија, нема услови за раст. Телото нема појдовна точка за раст, а таа прва појдовна точка, стартна позиција се вика, е тренингот. Без тој тренинг, целата онаа храна што ја јадеме не е доволно искористлива. Бидејќи, еве да кажеме, јадеме 200 грама протеини, 200 грама еглихидрати, 50 грама масти, пример, од храна, плюс суплементација, сето тоа не може да се искористи од системот, бидејќи телото нема потреба за таква храна. А додека има тренинг, телото вели, дај ми протеини да се опоравам, вели, дај ми масти доволно за да ги произведам хормоните, исто така да опоравуваат и да имам нормална психа и спиење и опоравок, и дај ми јаглехидрати како основно гориво да ги пополнам мускулните празнини со гликоген. Ако ги немаме тие причини и ако ги немаме тие три макроси, не се случува ништо посебно. Така да, пред се, почни да вежбаш, тоа е првиот чекор до успех, ако не си почнал да вежбаш, или ако имаш преголемо темпо со вежбање, малку намали, бидејќи твојата телесна конструкција вели силен тренинг, малку броеви на тренинзи во денот, во неделата, пример 3 до 4 тренинга со силен интензитет, со многу храна и секако суплементарна поддршка тука е максимално важна. Бидејќи работам со луѓе, па и јас сум бил hard gainer тип на тело, тоа се типови на тело кои што тешко качуваат маса и им треба екстра висок калориска бројка, силна стимулација, кратки тренинзи, а ударни и секако суплементација. Значи, гейнер и протеин не е едното. Често пати ме прашуваат дали да користам гейнер или протеин за маса. Што е разликата? Објасни. Па протеинот е чиста изолирана, филтрирана протеинска бројка за да влезе во системот. Сега нормално има брз и спор протеин, касеин и изолат. Сега ќе зборам за whey протеинот, ни дава храна за мускулите во чиста протеинска верзија. И е 100% протеин. Да, протеин со лесна дигестија, кој што ни врши многу работа. Моментална штета санира, не прави да сме нахранети и го надополнува сето она што го пропуштаме во исхраната. Затоа е суплементарна исхрана, додаток во исхраната. Така.
Додека гейнерот е микс, има различни типови на гейнер. Еве ние на пример имаме ли тука гейнер? Има. Ки скочам малце од кадар. Гледаш, преди рака ме бил. Ова не беше договорено. Не. Има гейнери, значи со 50-50 микс мешавина на протеини и аглехидрати, што и тоа е супер. Има некои се базираат на 80-20. Еве го нашето гейнерче. Ова е колку со колку? Конкретно овој гейнер пример е 2 кила. Еве го. 2000 грама. Со односот на 100 грама има околу 22% протеини, што е многу важно. Масти нема, што е многу исто така многу важно, и аглехидрати скоро 70%. Значи, овој сооднос е важен и за после тренинг може да се пие, и за наутро после, тоест да биде доручек. Така да типови на тела кои што тешко градат маса или пак немаат апетит, пошто прашањето беше, мислам дека немам апетит. Да. Значи мора Да се зголеми апетит и да се зголеми маса. Има луѓе што имаат многу апетит, меѓутоа премногу јадат и пак тешко Не качуваат качуваат маса. маса, да. Тие се хард гейнер тип на тело. Не е хард гейнер тип на тело некој што не јаде, мисли дека јаде доволно, а не јаде, тие јадат во дефицит и си викаат не ми се лепи ништо, фактички мисли дека јаде, а не јаде доволно. Јас на пример сум јадал многу и тешко сум качувал маса, меѓутоа гейнерот ми помогнал многу. Многу, особено во оние моменти кај што си пренајаден, немаш апетит веќе, онака си изел 5000 калории, али ти фалат уште. И тука гейнерот ми е како течна храна која што не ја мислиш, не ја джвакаш и многу лесна за внес. А си внел хидрати доволно. А си внел и хидрати и протеини. протеини. Што е многу важно, ете овој гейнер нема масти, ниски масти, само 1 грам, и тоа ти кажува дека можеш да качуваш чисто без да додаваш на масти, што е многу важно. Друго нешто што може да се помогне е да се создаде причина на телото да креира апетит. Може би стварно му е блокиран апетитот поради други суплементи кои што супресираат, а он несвесно ги конзумира. Например, глутаминот, зашто го намалувам или исклучувам во текот на булкинг, на маса фаза. Бидејќи претходно зборевме, растителните влакна со глутамин и јадење на жолчки или здрави масти се стратегија, тајминг во денот да се внесат за намалување на апетит. Тоа не треба да се прави за време на градење маса, бидејќи ќе ти го блокира апетитот. Така да мораме да го натераме телото да посака нова храна. Најверојатно или преку кардио, или преку други стратегии, али кардиото е клучно. Кардио утрински на гладно создава поголем апетит и ќе можеме повеќе, можеби 10 сати од денот да не држи гладни. Ова е интересен момент на она епизода што имаме вистина лимитови, дека луѓето кои што се слаби не треба да прават кардио. Да, многу луѓе мислат, јас сум слабичок, сакам да качам, некам да правам кардио. Се согласуваме дека не треба да биде тоа екстремно многу јако и напорно, не треба водно да го качува секој ден, се согласувам. Но полесен тип на кардио апсолутно треба и така. Да, со низок интензитет и да не е долготрајно, да не е премногу минути. И да не е секој ден. Да не трча маратони. Да. Добро. Може следно? Може, тама да се напијам. Живели. Од бустерот. Вика. Дали синтетичките хормони имаат штетно влијание врз женските репродуктивни хормони? Да, апсолутно. И тоа може да се фатални. Мислам дека ова го праша Габриела, голем поздрав до Габи. И на YouTube беше коментарот, и во инбокс кај мене. Да, фактички, тие се дизајнирани и направени за наше добро. Меѓутоа, за луѓе на кои што им е потребен таков третман. Али треба стварно да ни е потребен, да го диагностицира и детектира тоа ендокринолог, да каже дека стварно поради дефицит или суфицит на одредени параметри крвни, ние имаме потреба од дали се тоа прохормони, хормони, да не ги набројувам, хормони кои што треба да ни го третираат телото, односно да не доведат во некоја хомеостаза. Многу луѓе пијат хормони или инјектираат рекреативно, бидејќи они мислат дека треба да се, односно користат стероидни хормони, кај таквите најчесто, најверојатно ќе се случи некоја штета, бидејќи тие хормони не се за нив и на нормална, неутрална хормонална положба, можам да кажам и перфектна позиција на хормоните, ние ги уништуваме со екстерни надворешни хормони кои што не се за нас. Немаме причина да ги користиме. Меѓутоа, ете, жена која користи хормони, збориме, ако нема потреба од исти да ги користи, најверојатно дека ќе се случи нешто.
Меѓутоа, повеќето хормони се базираат на машки доминантни алфа хормони. И што се случува? Жената добива надворешен синтетички хормон, кој што не е потребен и прави многу повеќе штета. Да, може да качи перформанс, да зголеми на сила, на издржливост, најверојатно, сигурно, не најверојатно, него сигурно ќе зголеми на мускулна маса, доколку јаде добро и тренира, ќе зголеми многу нешта, меѓутоа ќе направи многу штета. Проблемот е кај во женскиот систем е тоа што кога жена користи стероиди, саид ефектите и промените, лошите промени, може да се, тоест не се реверзибилни повеќето како кај маж. Кај нас мажите, кога ќе се случат тие промени, тестостеронски саид ефекти, кај нас се реверзибилни, се враќаат. И тие што не се враќаат не ни сметаат. Например, жена кога тестостерон ќе добие алфа одлики, кога, например, ќе мутира гласот, ќе добие влакна по целото тело или ќе опадне коса или други естетски саид ефекти, кај неа знаат кај нив да се долготрајни, може и перманентни. Така да кај жена повеќе ќе смета влакнетост и груб глас, може да се случат и машки мимики, машки гестикулации, машко одење, збориме од користење на тестостеронски деривати. Може да има нагли скокови или прекид на либидото, бројни ефекти кои што знаат и да се естетски, меѓутоа знаат да се здравствени, знаат и да се смртни. Односно да се донесе некоја реакција во телото која што ќе предизвика до смрт. Не дека самиот стероид ќе те убие. Меѓутоа има и такви ситуации. Така да, за оние луѓе што имаат стварно дефицит на жени кои што имаат тотален дефицит на естроген, може да користат естрадиол. Жени кои што патат од ниска плодност, има стварно ефективни. За некој ги демонизира стероидите, меѓутоа наменети се преефективни се на таа тема. Добро, тие за тоа се создадени, само имаме ние правиме, може да правиме употреба или злоупотреба. Апсолутно, со се. Да. Затоа напоменав на тој што му треба и на тој што не му треба. И има сериозни лекови кои што делуваат врз плодноста многу позитивно и фала и на медицината што постојат, бидејќи ради нив има дечиња, парови кои што не можат да имаат на природна верзија дечиња. Така да не би ги плукал, не би ги промовирал, меѓутоа ендокринолог доколку реши дека треба да се користи, би требало да нема штета. Да. Или пак штетата ќе биде многу помала, неприметлива во однос на бројните ефекти и задоволството што ќе го добиеме од плодност и од зачнување дете. Добро, има и луѓе кои што генетски од рани нозе има слабо лачење на одреден хормон. Да. И затоа се и создадени тие хормони, да се надокнаде тоа што е изгубено, заради подобро здравје пред се. Да, има многу фактори кои што во ова, како што кажаме, првото прашање, современо општество и модерна доба, како што напредува технологијата, така уназадуваме во други нешта. Па и фармацијата и медицината реално. Да. Напредуваат се повеќе болести од друга страна. Се произведуваат поради нашиот лош стил на живот, поради загаденоста, како што кажаме, зрачењето. Сега се испитуваат многу работи што порано не можеле да се испитаат. И фактички за многу работи да се дознае по клинички студии треба 10-20 години. Како реагирале телефоните, тоест како реагираат сега, порано ги немало за такви тестови. Сега треба 10 години да види таа технологија како влијае лошо, дали имаме генетски мутации и промени поради зрачењето, поради рутерот, поради, не знам, многу фактори имаме сега што порано ги немало, а влијаат врз канцер, врз диабетис и врз плодноста. Така да има точни студии што кажуваат самите телефони кај нас мажите особено, самите лаптопи кога ќе ни бидат во скут и самите телефони во џебот колку ни влијаат на плодноста лошо. Тоа некако го занемаруваме, повеќе се освануваме на никотинот како директен предизвикувач на канцер и на плодност, супресира плодност, стресот супресира премногу плодност, многу фактори се. Али тоа е тоа, дефинитивно да сумираме на прашањето, мора да се посетат доктори, сериозни ендокринолози за овие теми. Супер, добро. Следно прашање вика: како да го доведеме телото во стадиум да не држи вишок вода? Или кој е крив за таа вишок вода? Мастите или јагнено хидратите?
Сите се криви. Кога е во суфицит телото со калории кои што му се вишок во денот или во неделата, сите имаат одредена кривица, а дека има различни типови на тело, има салес тип на тело, воден тип на тело, некој тело многу повеќе држи вода, дали е тоа поради хормонска реакција, голема концентрација на естрадиол или пролактин или кортизол, може да имаме премногу стрес и кортизолот да ни прави мускулна мекост и задршка на вода и со тоа да ни го наруши изгледот, иако може би држиме рамнотежа на калориски бројки, а да изгледаме поводенасто поради хормонални промени или недостатоци. Може да е од премногу сол, човек кој што е сензитивен на натриум, ако јаде од денот премногу сол или јаде junk food со сол, ако јаде нездрава храна плюс солена, плюс не пие многу вода, он ќе има може и дерматолошки посериозни проблеми и задршка на вода. Например, јас сум салес тип на тело, сум се анализирал многу пати, тоа значи дека кога сум во суфицит, повеќе држам масти, а телото не ми е така воденасто. Имам и другари и клиенти кои што сум ги видел дека во мал суфицит на калории, и тоа чиста храна, прават задршка на вода многу поголема во телото. Нема толку многу масти. Примерна проверка во InBody машините, што ги напомена претходната епизода, тоа дигитално мерење на ткива во телото, им прикажува ниски масти, меѓутоа многу отечен изглед поради водата. Тоа сакам да прашам, дали од око можеме да видиме или некој да каже за некој да се препознае дали има салес тип на тело или воденост? Па и од око може да е прво микс примеси од двата типа на тело. Се не збориме во проценти, него каков тип? Да, па и од проценти веќе можам да погодам од прилика гледајќи секој ден. Зборам за тие сами да си проценат луѓето за себе. Па да, може да се примети, например, водениот тип кој што има дошол до понизок процент на масти, има тенка кожа, посвилена кожа, ама има матен изглед на одредени делови од телото, повеќе држи вода. Тоа најубаво се гледа кога стигнеме до низок процент на масти. Например, кај надпреварувачите, тоа го гледаме многу бистро и јасно 2-3 недели пред надпревар. Гледам надпреварувач или во бекстејдж, кога ќе застанеш, кога ќе видиш 20 вежбачи, гледаш кој е одран, на кој му останало сало, одран мислам без масти, кој ги елиминирал и мастите и водата гледаш кој некој не ја дозавршил работата со чистење, нема многу вода, ама е салест. Тоа се приметува, вака не можам баш да го објаснам на слика најдобро, да имам се слики ги опишев. Али се приметува, да, се приметува. Баш добро спомна. Може да е отечен ликот, отечени зглобови. Да, отечени зглобови. Најчесто се тоа показатели за тело кое што повеќе складира. Да. Може да и проблемот и бубрежна лоша функција. Има многу фактори. Али, например, додека е телото во висока гојазност, 30-40% гојазност и процент на масти, не можеш да дефинираш многу. Он има микс на сите, он има микс на гликоген, вода, сало, целулит и не можеш да дешифрираш. Кога ќе ослабе до 10% body fat, веќе гледаш што е што. Супер. Извини, уште финално, кој е причинител? Ама бе не се доискажа. Кој е причинител? Сите се причинители. Али треба баш пак ќе испромовирам нешто добро. Мерење на InBody машините ќе ни ги разјасни овие нешта. Каков тип на тело сме, што држиме, дали повеќе масти или вода. Така да мерење добро би му дошло. Може. Може. Иначе ова е последно прашање за денес. Вика, што вас највеќе ве мотивира? Од каде таа сила, дисциплина и желба за тренинзи и работа? И за сето ова што го правите бесплатно. Алал да ви е и фала ви. Фала ви вас што не гледате и поддржувате. Благодарение на вас гледачите, ние и ова го правиме реално. Така да взаемна е таа благодарност. Не е бесплатно. Се плаќа со subscribe и со лайк. И со преглед. Да. Се шалам, да, бесплатно е и сметам дека треба да споделиме речиси се што сме научиле и искусиле, не само научиле, и искусиле низ овие 20 години, ти мислам дека 11 години спорт, активен фитнес, претходно ракомет, али цел живот и ти си со спорт и со здрава храна. Сметам дека зашто би го криеле тоа? Треба да се сподели и сме побогати сите кога ќе споделиме, така да фала ви на вас на поддршката. А го заборив прашањето, од многу благодарности. Прашањето беше од каде таа сила и мотивација? Што највеќе ве мотивира, а само да се надоврзам пред да одговориш ти. За сето ова бесплатно што го даваме,
Сметам дека е многу жално било кој човек да има некое знаење да не го сподели. Као што ќе ми сето знаење да го имам, еве јас на планетава Земја, окей, да, ќе го искористам, а што ќе ми ако не го споделам? Апсолутно. Сега, дали тоа ќе биде споделено преку социјални мрежи, дали ќе биде споделено преку подкаст, дали ќе биде споделено преку книга, луѓе пишуваат книги, дали научни истражувања или нели автобиографски книги, дали тоа ќе биде преку некоја програма. Значи не е важно, него важно е да споделуваме. Затоа и повторно ќе дадам еден апел сите вие кои што имате што да споделите, кои што е многу важно за физичкото или менталното здравје, да ни пишете и да дознаеме многу повеќе од разни области за поврзано со нашето здравје. И сега конкретно, што највеќе тебе те мотивира? И ги откаде сила и дисциплина? Сила од креатинот. Сила од креатинот, мотивација од генерот. А елан од турмерик буст. Толку. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Subscribe и лайк. Па реално ти ме мотивираш. Како? Па една од оние животни, ако збориме за сериозни животни причини за мотивација. Па ве мотивира. Може не е конкретно, да, па не е конкретно за фитнес. Пишува мотивира. Па не, за фитнес ја зборам. Да. Зборам за фитнес и за напредок и за работа, како што кажуваат, нели, да работите, сила, дисциплина, желба, бидејќи тоа вклучува све, знаеш, тренингот е супер, меѓутоа треба да работиш во животот, треба да создаваш. Еве ќе кажам од име на нас машките, па вие можеби не сте свесни жените колку работи ние правиме за вас. Не само за вас да ви угодиме, туку и ние да се представиме во добро светло и да ви угодиме. Што е сосем природно и нормално. Па треба на секој маж да му доаѓа на она алфа одлика дека причина број 1 е, нели, подсвесно да создаде семејство, да најде добра жена. Тоа е најголемата причина. Се оние ситни мали причини што можеби на тоа алудира, да идеме на одмор, да си у форма, да си згоден, да си силен, тие се помалите причини, треба да ги има, меѓутоа жената во нашиот машки свет е главен двигател. Кога жената ти е погодена, имаш сила и самодоверба и ти е убаво. Кога не ти е погодена жената, усве гледаш проблем. А тебе? Мене не ми погодена, зборам за едно другарче сега. Зборам од друго искуство, ја немам таа среќа. Ни ја, ни ти. Не, се пронајдовме, тоа е се здравје. Ама па добри колеги сме кога ќе видиш. Така? Пишува он иде. Си му обетиме. Службено битно да ми е добро. Шало на страна, да, имам кога ќе видиме онака имаме премногу добри причини. Не мора да гледаме причини само во задоволство материјално или естетски да направиш форма, некоја тоа е супер. Некако вежбањето само ќе си дојде, ќе си предизвика таква последица, убавина на тело, здравје. Али пред се убаво се чувствувам кога се вежбам, мотивиран сум и сакам да создавам нови нешта. Знаеш, кога човек си го осети потенцијалот и силата, го употребува. А секој од нас има сила и потенцијал. Колку ќе го отклучиш тој потенцијал и детектираш, тоа е прашање на време. Некој од мали нозе сваќа колку му е силата, и има мотивација, некој му треба нешто да го побуди, да го потсети на стари години, да му предизвика среќа, али мене, искрено пак ќе повторам, луѓето околу мене и ти сте ми доволно причина за да напредувам. Некако се пронајде во сето ова и сметам дека ако секој човек си ја пронајде од мали нозе онаа пасија и љубов и ја претвори во професија, тоа е шахмат. Онака нема помокно од тоа. Еве го Марче со кое задоволство си снима, си ужива, зашто бидејќи се сака професијата. Се сакаш професијата, бе, човек. И неуморно го работи тоа. И тоа е невидена она животна сила и елан. Пошто кога работи само за пари, тоа некако има рок на траење. Кога ги стигнеш тие финансиски суми, си викаш што следно. Купив куќа, примери, кола и сега не ти се работи. А кога работиш од љубов и паралелно заработуваш, онака не го мислиш тоа, си тече. Кога печелиш од хоби, тоа не е веќе работа. Да, тоа е гейм ченџер и тоа е онака лудо и незаборавно. Да. Преубаво е. Па и ке тебе исто, така да. И нас не е лудо со Марче. Да, и почитам луѓе, извини, што хобито си го претвориле во професија. Има такви многу околу нас и тоа е кејф ти да ги гледаш, тие се инспирации. Да. Така да ете за сите оние кои што, ајде да кажам, не се пронајдени, не знаат што да прават со животот, не знаат ни кои им се таленти, јас би рекла барајте хоби. Кога ќе го најдете вашето хоби, истражувајте се, кога ќе го најдете, да. Пробајте од тоа да правите пари и вие нема никош да работите. Нели? Тебе, прашање? Да, пошто е за двајцата прашањето. Искрено, јас
па во 80% од тренинзите не одам со мотивација. Во смисла, Така. сега сум мотивирана, сега ќе направам ваков тренинг, сега ќе направам таков. Ја најчесто идам на тренинг, не ми се вежба денес, или не ми се вежба сега, или надворе топло, или е ладно, или не знам, а имам обврски, значи, сакам да кажам, увек имам некоја причина зашто да ескивирам тренинг да не извежбам, ама во мојата глава е дека морам да извежбам, затоа што знам дека после тој тренинг првенствено се чувствувам јас многу подобро, поенергична, поагилна, поцврста, појака, посилна, а после знам колку е тоа важно за моето тело. Како трето, знам дека тоа ми носи подобар физички изглед. Пак се враќаме на првото прашање, подолговечна ме прави, поздрава ме прави. И многу ретки се деновите каде што онака сум едва чекам да влезам во теретана. Поготово кога станува збор за долги години тренинг. Нели, не може да сме мотивирани како на почетокот. Да, не може да му се радуваш за секој тренинг. Да. Но нешто што е перманентно, без разлика со каков елан и ентузијазам одам на тренинг, таа среќа и тоа задоволство после тренинг е секогаш исто и е незаменливо. И најчесто ме мотивира тоа чувство после тренинг. Влегувам, се загревам и се сум некаш да почнам со таа вежба. Не ќе почнам со таа, и додека не влезам, и после тоа некојаш не ми се излегува од теретана. Ајде уште една серија, ајде уште една вежба. Веќе кога ги имаш она чувство на задоволство, а денот кога неплански ќе направам пауза, нели не сум испланирала паузата, но ради обврски нема да вежбам, не се обвинувам, но се чувствувам дека не сум направила нешто добро за себе, за моето тело. Да, нешто ти фали. Да, и некојаш за да надокнадам, така или дома ќе извртам, нели имаме статичен точак, или ќе испешачам, али во главном сакам да кажам дека не сум јас константно мотивирана, тоа го правам, тоа е уствари дисциплината, кога правиш нешто константно. Да, тоа е дисциплина, затоа што ако се подпираме само на мотивацијата не е 365 дена, 24/7. Се јавува па ја нема. Да, многу години поминале кај што не памтам никога сум имал мотивација во тие години. Буквално било како ако сум се ослонил само на мотивација, сум требал да не вежбам. Така е. Да чекам некој повик на мотивација, да се случи некоја агенда, не знам, да се случи нешто, па да се закачам на тоа и да ме носи. Ама не, имало само рутина и дисциплина. Меѓутоа, многу луѓе и гледам и порано и сега не гледаат смисла во процесот додека не видат резултат. И кога не се мотивирани и така идат со сила и знаат дека кај ќе прекине со вежбање. Као ајде да му дам шанса на месецов, не иде, уште еден месец и си викаат не, мене не ми иде, брат, не. Али моментот кога ќе видат првите резултати на огледало, тука треба посветено за тоа, нели? Кога ги видат првите ефекти, гледаат смисла у процесот и си викаат значи и ја можам тело да направам. И ја можам здрав да сум. Ајде да пробам појако и фактички они се навлекуваат на ефектите и тој вајб ги води, што и тоа е окей. Мора да се закачи за нешто да те води, али најдобро да се потпреш на дисциплината и да создадеш рутина и да не гледаш колку ти е преинтересно денеска или не ти е интересно монотоно. Дури некогаш сум била на тренинг буквално онака немам сила. И ќе го направам 60% тренингот од тоа што вообичаено го правам, ама не е важно, битно ќе отидам. Некојаш ќе се случи, не знам, ќе скратам на серија, ќе скратам на вежба. И тоа е подобро отколку воопшто да не отидеме на тренинг. И нормално е дека ќе има периоди каде што премногу ми се вежба, месец, 2-3, каде што ми е таму главно. Има 2-3 месеци каде што не ми е тоа главниот фокус и дури не ми е важно дали сум накачила на килограм или не. Не ни се мерам на вага, ама дека ќе вежбам, сигурно ќе вежбам. Се осеќаш добро, само тоа знаеш. Да. Да, знаеш, има интересен момент. Сите луѓе викаат правите добри дела и тоа треба да го правиме постојано. Ама забораваме да правиме добри дела за нас самите. Вежбањето и работата се правење на добри дела за идниот паки. Пример за мене. И ако не извежбам оваа недела, ако јадам лошо или имам пороци, јас свесно или несвесно правам лоши дела за догодишниот паки. Или следниот месец. Најверојатно ќе ми се случи нешто лошо од тоа што го правам. Не најверојатно, него сигурно, тоа е како алгоритам, знаеш, 2 и 2 се 4. Јадам лошо, не вежбам, секако сликата се менува во огледало.
И кој е крив? Минатиот паки. Така е. Така и со работа. Ако сакаш да имаш утре пари, ако се сакаш себе си во идниот ти, мора да работиш денеска напорно, јако, и утре имаш пари. Едноставно е, ама ние го комплицираме. Зашто бараме комфорт, константно Бараме комфорт, ама знаеш, во тој комфорт забораваме на идниот паки, на идната Марија, а тоа брзо си доаѓа. Брзо ќе дојде 2026 и замисли ти си без скршен денар во джеб, со лошо здравје, не е крив ни Марко ни Марија, јас сум крив и последиците само јас ќе ги сносам. Така да правете добри дела за себе, па за да можете да правите за останатите луѓе. Тоа е мојата порака. Па се враќаме на скрос на почетокот. Прво себе, па ако си добар сам со себе. Да, апсолутно. И за другите. Развивање на самосвест, правење добри дела и секако ќе имаш убав живот. И кога ќе ги видиш резултатите од таа работа, финанси, тело и здравје, ти си мотивиран да го правиш тоа постојано. Мене тоа ме води. Сватив колку е добро да го работам тоа што го сакам и да тренирам секој ден. Со добро јас може идам во екстрема и по 2 пати на ден, меѓутоа тоа ме прави среќен и тоа ме мотивира. Мускулите ми носат здравје, тоа што го промовирам на социјалните мрежи ми носи финансии, тоа па ми дава гориво за ова и некако во круг сам се мотивирам. Така. Не чекам да мислам ти ме мотивираш секако, ама без да знаеш ме мотивираш со твоето постоење. Али се мотивирам сам со моите резултати, некако круг. Агрегатор сам сум се. Агрегатор. Баш убаво. Убаво некако ја почнавме епизодава и баш убаво ја завршивме. Се надевам дека многу од гледачите поттикнавме да размислуваат малце поразлично, да се запрашаат себе си малце, да обрнат внимание на себе. И се надевам дека тоа ќе продолжиме да го правиме и понатака. Да, фала ти колешке на убавото излагање. Не сум се уште излезена тука. Не си излезена од кадар? Фала ви на сите за вниманието, за колку 60 минути помина. Па мислам дека и повеќе. Да. Па едно прашање, дали би не гледале доколку сме 90 минути на екраните? Тоа е битно прашање што сакам да ни го кажете, бидејќи имаме план и со некои гости и ние двајца да стигнеме до 90-100 минути, бидејќи има некојаш многу важни прашања кои што ги оставаме за покасно со цел да не бидеме досадни долго време. А до тоа покасно имаме уште нови други прашања. Да. И испаѓам многу неодговорени прашања. Да, така, фала ви на сите, уште еднаш голем поздрав до сите, не заборавајте да пишете коментар штом заврши премиерата, лајвот, не е лајв, ама така го викаме, премиерата. Оставите ни коментар, лајкнете не, поддржете не, со тоа ни давате гориво да продолжиме ние, да имаме сила да снимаме нонстоп и смисла. Така да, фала од мене, поздрав и поздрав од Марија. Убаво вечер, се гледаме следна епизода.